Почитувани граѓани, стигна директно признание од кај Никола Груевски дека распределбата на државното земјиште ја злоупотребуваат за партиски цели. За тоа се доказ последните 4 огласи. Огласите ги распиша Министерството за земјоделство, но понудите не се доставуваат до ова министерство. Понудите од последните 4 огласи за распределба на државно земјоделско земјиште се доставуваат до Генералниот секретаријат на владата. Станува збор за огласи по потпишаниот политички договор од 2 јуни 2015 година. Тоа се огласите од 10 и 31 август и огласите од 1 и 3 септември 2015. Кога стана јасно дека ќе има преодна влада, а Министерството за земјоделство ќе мора да биде еден од ресорите под контрола од злоупотреби, на 15.6.2015 година направени се измени во Законот за земјоделско земјиште. Со тие измени, владеачката улога на Министерството за земјоделство во распределбата на земјиштето е префрлена на владата. Министерот распишува јавен оглас по добиена согласност од владата. Според член 30 од Законот за земјоделско земјиште, договорот со избраниот понудувач сепак го склучува Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Оттаму јасно е што бараат понудите до Генералниот секретаријат на владата. Уреден е упат на Генералниот секретаријат на владата, но ингеренциите на Министерството за земјоделство во ингеренциите на Министерството за земјоделство. Доставувањето на понудите до Генералниот секретаријат на влада на Република Македонија јасно и без зацкривање покажува дека земјоделските државни површини се кројат и се делат партиски. Исто така, во дел од огласите предвидено е пробивање на законскиот рок за поднесување на понудите. Даден е рок од 60 дена, иако законскиот рок е 15 до 30 дена. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија по именувањето на новиот заменик министер во ресорот земјоделство ќе направи контрола на сите малверзации на Груевски и неговата власт и ќе ги превземе потребните чекори.